Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во ВМРО ДПМН ништо, ама буквално ништо не се променило. Мицкоски продолжува по старо. Против правдата, против уставот, против изборите, против државата, против граѓаните. Исто како и Никола Груевски, тврдоглаво, Христијан Мицкоски нема доблест да ги признае сопствените грешки. Во Белиот дворец им стана навика да не прифаќаат ништо разумно и во интерес на граѓаните. Дури и кога цела нација гледа дека со нивниот предлог буквално го кршат уставот. Ова, почитувани граѓани, е доказ дека ВМРО ДПМН не се променети ниту малку. Мицкоски и ВМРО ДПМН се спремни да нанесат штети на уставот на државата само за да не ја признаат својата еклатантна грешка. Членот 97 од уставот е јасен дека лице која раководи со Министерството за внатрешни работи или со Министерството за одбрана, треба да биде цивилно лице најмалку 3 години пред изборот на таквата функција. Кршењето на уставот не е, ниту може да биде, ниту право, ниту правда, најмалку може да биде принцип. Ние, исто и како и граѓаните, имаме отпор против кршењето на уставот. Некакви измислени алиби, приказни за кршењето на уставот е несериозно да се коментираат. Мицкоски денеска го измеша статутот на СДСМ, го измеша уставот, измеша буквално се, што е апсурдно и срамно. Го повикуваме Христијан Мицкоски нека преземе одговорност и нека предложи кандидат за технички министер за внатрешни работи, кој ќе биде во согласност со уставот. И веднаш, уште утре, да ја формираме техничката влада. На 12 април, нереформираното ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски ги чека уште еден убедлив пораз.